Денеска разговараме за Струшкиот фестивал Раздримување, кој оваа година во видоизменета форма ќе се одржи, а за тоа што ќе се случува разговараме со Тина Тодоровска-Петреска од Сдруженијето Инка, која е организатор на оваа програма, која што ќе почне почетокот на јули, а ќе се одржува до крајот на годината во одделни содржински цели. Добро утро. Добро утро, Кристина. Тина, што е главната тема, поточно што е мотото на ова новогодишното издание на фестивалот Раздримување? Вака Раздримување ќе ве поправам малку. Е интердисциплинарна програма. Таа е продолжеток на Дримон фестивалот. Во една како што рековте, видоизменет формат. Годинашнава тема е Сцена без сцена, која иако делува дека е инспирирана од пандемијата со која што се соочуваме глобално, сепак сака да отвори дискусија за локалните проблеми во културата, кои што пред се однесуваат на инфраструктурните капацитети, меѓутоа и на капацитетите на самите чинители на сцената, односно актерите во културата, кои што континуирано се запоставуваат и на некој начин културата на локално ниво е оставена на инцидент и на ентузијазмот на неколку чинители. Овој фестивал е вообичаено насочен пред се кон современата уметност, театар, перформанс, ликовна уметност. Може ли да ни кажете повеќе за тоа што ќе содржи во годинешната фестивалска програма? Годинава работиме во неколку уметнички дисциплини со неколку помали целини, во кои како гости, односно резиденти уметници, ќе ги имаме во ликовната програма Доротеј Нешовски, Филип Велковски, млади уметници, и Горан Ристовски, кои истражуваат нетипични простори за изложување и за ликовна интервенција. Потоа со Симона Спировска, актерка и активистка, ќе имаме процес на уметничко водство за млади од Струга, преку кој процес ќе размислуваме кои се тие стари простори и традицијата на Струга, легатот, капиталот на културниот капитал, кој што е важен да се младите да се сензибилизираат за него и да се застапуваат, односно за каде завршуваат тие простори, зашто тие простори не припаѓаат на културата на некој начин. Потоа со Окно и со Никола Гелевски младите ќе работат на артивистички пристап преку социјални медиуми, односно преку нови медиумски формати. А исто така ќе имаме и серија филмови на отворено на млади македонски автори. Со години работите на алтернативната уметничка сцена во Струга. Дали гледате напредок во позитивна насока? Доживеа ли алтернативната уметност бум во последниве години? Не знам дали доживеа бум, меѓутоа во секој случај ја искај Струга на мапата на културни дестинации, би рекла. Донесе нови програми, некада свежина од независната сцена. Веќе може да се зборува покрај за Дримон фестивалот, изникна и некои други фестивалчиња, како што е Дрим Шорт фестивалот за краток филм, кој што навистина имаше трето успешно издание оваа година меѓународно. Потоа други иницијативи за електронска, за нови медиуми, дигитални медиуми. Така што можам да кажам дека напротив има, сцената се развива, е жива. Меѓутоа секогаш со
предзнакот со многу предизвици и не би рекла дека секогаш со добар голем слух за тоа кои се потребите на локално ниво. Бидејќи тие потреби во многу се разликуваат од она што се потребите на центарот, посебно во делот на објекти соодветни за презентирање на овие нови независни продукции. Така да подсетиме и дека Струга е градот на поезијата, Апсолутно. а овие напори да се донесе и алтернативната уметност навистина ќе влијаат позитивно на развојот на културата во овој прекрасен град. И сосема за крај би сакала да ве прашам и за она што е сега во фокусот на светот, веќе се откажани, и сами кажавте за барањето нови начини, инфраструктурни предсепа во тој контекст, како оваа пандемија ќе влијае на овој фестивал? Јас ја гледам пандемијава како еден предизвик, лично. Мислам, иако во еден момент целата културна сцена на глобално ниво се најде затекната и заглавена, сведочиме многу динамични дебати, иновации уште во најраната фаза на пандемијата и верувам дека ќе биде поттик и на сцената, и на носачите на одлуки да погледнат кон културата со еден посебен сензибилитет и чувство дека е таа ранлива и е потребна грижа и соодветна поддршка. Во контекст на тоа не споменав, заедно со АКТО традиционално соработуваме со нив, ќе отвориме и дискусија. Тие неодамна излегла со проглас со слободна култура за слободно општество, заедно со други иницијативи, како што е културата е насловна страна, секој општество јадро и други независни поединци и групи. И токму предизборно повика да низ неколку точки да се зборува за слабостите во културата, независно од пандемијата. Во секој случај, многу уметници остана ранети во оваа ситуација и јас верувам дека нашата држава ќе има сензибилитет и нема да дозволи да прекинат овие процеси, напротив ќе ги поддржи и ќе дозволи културата и уметноста да покажат колку знаат да се креативни и продуктивни дури во вакви нетипични услови. Кристина Тодоровска Петреска, благодарам за ова вклучување во утрински брифинг.